Как го оценувате изборот на Христијан Мицкоски за лидер на ВМРО-ДПМН, пошто добивате политички опоненти? Ми е драго што заврши конгрес на нашиот политички опонент. Секако тоа треба да представува и перспективи за државата. Стабилна политичка партија како ВМРО, како СДСМ значат и стабилност за Република Македонија. Јас очекувам конструктивен процес во парламентот на Република Македонија, секако и критичен осврт од страна на опозицијата. Можем само да му посакам среќа на новиот председател на ВМРО-ДПМН и заедно сите да му ја мислиме за Република Македонија. Ќе се сретнете ли во собранието и да поддржат за реформите од планот 369, бидејќи за некои закони е битна поддршка? Јас очекувам уште од самиот момент кога се случи напуштањето или така да кажем времената стагнација и неприсуство во парламентот, да биде коригирани тие да се вратат во парламентот, заради тоа што парламентот има и такако многу сериозни прашања пред себе за одлучување. Еден значаен дел се реформските процеси. Во Македонија од денеска и натаму треба се бира јавен обвинител, следуваат сериозни законски решенија, некаде јануари, февруари ќе дојдат двотретинските закони поврзани со правосудството, но ќе дојде моделот во Министерството за внатрешни работи, законот за медиумите, односно за аудиовизуелни медиумски услуги, ќе доаѓаат сериозни закони од реформите на јавната администрација. Сето ова би било комплетно легитимно, покрај легално со учество на опозицијата. Јас сум убеден дека опозицијата треба да биде составен дел на сето она што значи реформски процес, но и сето она што значи добри перспективи на Република Македонија. Имате ли средба со Христијан Мицкоски? Ќе се договорили тет да се видите и да поразговарате и да се утврдат правците за понатаму? Јас верувам дека Дали има некоја покана и најава или слично? Не, немаме ништо разговарано. Јас се надевам дека првата прилика штом ќе има потреба за таа работа, од моја страна сигурно нема предрасуди, верувам и од негова страна како нов председател на ВМРО-ДПМН нема да има, заради тоа што долго време бев шеф на опозицијата, знам дека и тука е голема одговорност, не е само да се биде председател на владеачка партија, но знам дека првата прилика штом се создаде потреба од наша средба, јас би прифатил и би поканил, ако е секако до мене.